Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Додека земјоделците го фрлаат својот род затоа што нема каде да го продадат и не знаат како да го преживеат месецот, СДСМ ја полни администрацијата со партиски функционери кои земаат големи плати од парите на граѓаните. Агенцијата која треба да се занимава со безбедноста на храната која се внесува и произведува во Република Македонија, Зоран Заев и Љупчо Николовски ја претвараат во партиско дувло. Во Агенцијата за храна и ветеринарство, наместо професионалци се вработуваат представители на партиски ограноци на СДСМ и истакнати нивни членови. Почитувани, изминатиот период во неколку наврати обелоденивме дека Зоран Атанасов и луѓето околу него во Агенцијата за храна и ветеринарство со несериозниот и нестручниот пристап го загрозуваа здравието и животот како на добиточниот фонд во земјава, така и на луѓето. Скандалот со антраксот, несоодветното менаџирање со проблемот со африканската свинска чума, како и пропустите во редовните проверки и испитувања се само заради партизацијата и политизацијата која што се случува на големо во Агенцијата за храна и ветеринарство. Агенцијата е искористена како институција за вработување на Александар Гиновски, поранешен председател на општинскиот огранок на СДСМ Ѓорче Петров, партискиот активист Александар Јованчев, кој е во често друштво на генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски. Во Агенцијата СДСМ го вработи братот на гранчалникот на Пехчево Драган Тренчовски, како и Никола Савовски, кандидат за советник во општина Центар од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Атанас Бојчев е еден од поранешните директори на Државниот студентски дом Скопје, кој е префален да работи и раководи во Агенцијата за храна и ветеринарство. Ова се само дел од партиските вработувања кои формираат мрежа на СДСМ во Агенцијата за храна и ветеринарство. Институција која треба да биде символ за врвен професионализам. Ова се случува додека Димковски под диктат на Заев и Николовски шиканира професионалци и неистомисленици, преместувајќи ги да работат надвор од своето место на живење, а во меѓувреме во институциите прима партиски активисти. Ваквиот однос со клучни институции мора да стане минато. Да ставиме крај на несоодветниот третман на проблемите кои ги тангираат граѓаните на Република Македонија. Затоа потребни се предвремени парламентарни избори час поскоро. Ви благодарам. Дали имате прашање на темава? Прилика вакви вработувања сте забележали, а во кој период се направени? Овие вработувања се случени изминатата 2018 и ова 2019 година. Дел се нови вработувања, дел се унапредување во самата институција, стрикно по списоци направени во партиските штабови на СДСМ.